7 часот и 37 минути време и за првиот разговор утрово во утринската програма, а следната тема е особено важна затоа што не засега сите. Освен што премногу време поминуваме на социјалните мрежи, премногу и ни влијаат врз нашето секојдневие. На платформите гледаме совршени лица, совршени фотографии, совршени дневни рутини и сето она што се идеализира на толку големо и високо ниво, всушност предизвикува лична несигурност и особено кај најмладите помала самодоверба. За сето ова разговарам со Маја Ѓоргиевска-Павловски, која што е семеен и системски советник. Маја, така ќе ја започнеме утрово темата филтрирани лица, нефилтрирани трауми. Колку сето ова што се пласира на социјалните мрежи, што некогаш дури и ние го пласираме, всушност ние намалува самодовербата и како треба да пробаме да одбегнеме да примаме тоа што е совршено на некој начин. Добро утро, Симона. Пред да одговарам на прашањето, би сакала да ви се заблагодарам. Драго ми е што денес, ова утро го започнувам тука со вас. Голем поздрав до сите гледачи, им посакувам убаво утро. Во однос на идеализираното што го спомнавте, што се споделува на социјалните медиуми, тоа навистина е проблем денес. Не можам да кажам дека не допира до нас и не влијае. Тие слики кои што се споделуваат, идеален свет, идеални лица, тела, допираат помалку до некого повеќе, меѓутоа најголемо влијание имаат врз младите. Младите, особено адолесцентите, се наоѓаат во период кога се соочуваат со голем број на предизвици, си го пронаоѓаат уште своето место во групите и затоа сето ова што им се наметнува кај нив води кон споредување. Постојано секојдневно се споредуваат дали се доволно добри со она што се споделува и секако кога ќе видат дека не се такви, кај нив доаѓа до намалување на самодовербата, а тоа води кон лошо ментално здравје. Да, се повеќе совршените виртуелни животи ни се попривлечни, ете особено како што споменавте за адолесцентите, ги привлекува тој начин на живот. Какви се последиците од сето тоа? Колку некој може да се изгради како личност и да остави свој белек и печат? Дали веќе сите почнуваме да наликуваме едни на други, без разлика дали станува збор за начинот на кој што се фотографираме, можеби стилот на облекување, како тоа се одразува кај младите генерации кои што треба да се изборат за своја јас и своја карактеристика. Убаво кажавте, наликуваме едни на други и тоа е дека ни се наметнува нешто што е идеално, а тоа не постои. Меѓутоа, нели кај младите, како што споменав, тоа допира и како започнува прво со намалување на самодовербата. Секојдневно се соочувам со млади кои што доаѓаат, не можат и не сакаат да прифатат реалната слика за себе, секојдневието во кое што живеат, трендови се наметнуваат, сакаат да влезат во таа група, во тој свет и тука доаѓа до занемарување на уникатноста. Често знам да кажам, токму различноста е она што го прави светот убав. Покрај намалување на самодовербата и неприфаќање на себе си каков што си, ние само тоа го гледаме како една последица. Меѓутоа, долготрајно и секојдневно тоа го води кон појава на анксиозност. И затоа се повеќе се зголемува бројот на млади кои се соочуваат со анксиозност, затоа што не може да достигнат нешто кое што всушност и не постои. Тоа е една всушност од многуте последици кои што кај најмладите може да се создадат, но возрастните намерно или ненамерно, односно свесно или несвесно некако учествуваат во сето тоа со наметнување на тој совршен начин на живот, особено кога се и рутините во прашање. Како всушност треба прво повозрастните да се однесуваат и малку да се променат во тој дел, да не им прават притисок на новите генерации дека се може да изгледа така како на Инстаграм? Симона, ова е прекрасно прашање. Често сакам да зборувам токму за вредноста на семејството, се започнува од семејството. Како што кажавте, ние возрастните сме оние кои што сме пример за идентификација и затоа децата и младите подобро гледаат она што го правиме отколку што слушаат. Сам ние не сме заштитени од тоа. И возрастни знаеме да споделиме слики, како што кажавте, фотошопирани со ефекти, со филтри, но тоа е порака која што ја праќаме на младите дека изгледот, совршеноста која што не постои е многу поважно од автентичноста. И така се зголемуваат комплексите кај младите. Кога мама ќе сподели слика дека се е идеално, филтрирано и сите сме исти, тогаш нормално дека и детето така расте со таа насока, дека треба да е совршено.
За оние родители кои што сакаат да посветат внимание токму на оваа тема, кој е вашиот совет, односно како да успеат да ги научат своите деца дека не треба слепо да се следат трендовите пред се кои што ги споменавте, кои што знаеме низ годините дека особено и на социјалната мрежа TikTok со многу предизвици кои што не се добри за новите генерации и се следеле слепо, а и за начинот на кој што ќе се оформува и ќе се гради како личност, како родителот да влие и кои се можеби тие некои основни алатки за да може детето полесно да апсорбира дека тоа е лажна слика. За родителот да влијае, потребно е прво самиот себе да се види каков е, така? Ние сме примери, ние мора прво самите да се прифатиме дека сме прекрасни на тој начин какви што сме. Кога родителот си има за себе добра слика и добро ментално здравје, ќе прати порака на детето дека таа уникатност, таа различност, автентичност е најважна и движечка сила. На децата им треба сигурност. Секако како што растат ќе се соочат со голем број на предизвици, но ако родителот не е тука и да седне да објасни, не само да каже не треба вакви фотографии, ова не е добро, да објасни зошто. Да објасни зашто се користат тие фотошопирани слики, што значи филтер, тогаш детето ќе свати вредноста. Јас секогаш кажувам дека вистинскиот живот не може да се филтрира. Вистинскиот живот е исполнет со несовршености и тоа не прави да сме луѓе. Кога ќе дојдат кај мене, велам, најубавите работи во животот не можат да се филтрираат, ниту да се стави маска. А тоа се искрените насмевки, разговорите дома, во семејството и надвор секако, и радоста кој што го носи секојдневието. Секако дека е така и верувам дека овие зборови допираат до сите оние кои што доаѓаат кај вас, но еве ги споменав во неколку наврати рутините кои што во последно време некако се многу актуелни, а тоа е рано станување, некако сето тоа изгледа програмирано со здрав начин на исхрана, со спортување и вежбање. Тие се навистина многу добри и здрави активности, но кога сето така е испланирано до минута, тогаш кај некого можеби се поставува прашањето дали јас сум неспособен што не можам да постигнам секојдневно да го правам истото. Точно, се тоа што спомнавте убаво е, да, здравите навики, постојано има видеа кои што ги следиме, меѓутоа сето тоа води кон еден роботски живот. Не можеме така да функционираме и ние возрастните, пак ќе кажам, дел од нас тоа го согледуваат. Меѓутоа младите кога ќе видат како некој има време сето тоа да го прави и да изгледа прекрасно, тогаш кај нив се јавува еден комплетен хаос кој што води кон затварање во себе, нема социјализација, изолација и води кон уште потешки состојби за кои што би зборувале во друга прилика. Затоа повторно советувам родителите, сме ние кои што мора да разговараме и да имаме постојана комуникација со нашите деца. Постои ли некаков начин или мисла која што треба да ни падне на памет во секој момент кога ќе видиме дека нештото изгледа премногу добро за да биде реално, за на неколку секунди, минути да се оттргнеме од тоа? Па постои. Например, секое утро кажувам да се разбудиме и да кажеме една благодарност. Благодарни сме што сме тука секој ден. Она што го гледаме да бидеме свесни дека е само пласирано како нешто идеално, тоа да го пренесеме на нашите деца и она мисла која што би кажала е дека природната убавина е најсилниот мотиватор за среќа во себе. И кога ќе се прифатиме онакви какви што сме, тогаш сме среќни и нашето ментално здравје е добро. И како што велиме, нема добро целокупно здравје ако менталното здравје не е добро. Може би и клучно. Ви благодарам, Маја, за денешниот разговор и гостувањето во Македонија наутро.